Почитувани, не можеме да најдеме област во која Македонија стои подобро и има напредок. Во сите области имаме назадување и влошување на состојбите. Ова не е изјава на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за жал тоа е цитат од последниот извештај на Freedom House. Пред само неколку дена премиерот Груевски направи обраќање кое го нарече отчет, со кое преку броење проекти направи обид скришум да помине преку големиот број настани и заклучоци кои ја одбележаа минатата година, како и изминативе 6 години од неговото владење. Една од темите што Груевски упорно ја одбегнува, уште откако е дојден на власт, е состојбата со демократијата, слободата и човековите права во Македонија. Меѓународните извештаи веќе неколку години бележат пат на слободата и правата на граѓаните, но во последната година тие критики се зачестија и засилија, па почнавме да добиваме фрази својствени за критиките на некои од познатите диктаторски режими. Меѓународното новинарско здружение Репортери без граници констатира дека за само една година се затворени 2 телевизии и 3 весника. Констатацијата на Репортери без граници е дека истото е направено со селективна примена на правото и злоупотреба на државните институции за пресметка со критички настроените медиуми. Декриминализацијата на клеветата, реформа кој Груевски ја представува како успех, е оценета како илузорна реформа од страна на најголемото светско здружение на новинарите. Македонија падна за 20 места според официјалното рангирање на уште една светска организација за човекови права, Freedom House. И сега е во друштво со африканските земји според односот кон слободата и човековите права. Во својот извештај за 2012 година Freedom House вели: не можеме да најдеме област во која Македонија стои подобро и има напредок. Во сите области имаме назадување и влошување на состојбите. Очигледен е фактот дека Македонија се движи во погрешна насока. Amnesty International, уште една светска организација за човекови права, заклучува дека се зголемени меѓуетничките тензии во земјава по амнестирањето на лица од власта од евентуални гонења за воени злосторства. Кај слободата на изразување, Amnesty International ги бележи сите девијации на власта со кои таа ја влошува состојбата во Македонија, а тоа се владината контрола на медиумите преку директни закани и контрола на пазарот на реклами, големиот број на тужби за клевета на новинарите, преземањето на контролата врз Советот за радиодифузија. Американскиот State Department во својот годишен извештај констатира селективна примена на правото и законите. Експлицитно вели дека владата целосно не го почитува владењето на правото, има директно мешање од страна на владата во судството и во медиумите, применува селективна примена на правото при гонење на политичките противници и забележува значително ниво на корупција во владата и во полицијата. Американскиот State Department во својот годишен извештај го бележи случајот со апсењето и гонењето на Љубе Бошковски. Отворено се сомнева во регуларноста на процесот, а случајот е посочен како политички мотивиран случај. Дополнително, State Department констатира дека судството е маша на власта во заплашувањето и притисоците врз опозицијата. Ги нотираат случаите Мартин Нешковски и Космос како еклатантни примери на злоупотреби на државните органи од страна на владата. Сите овие извештаи се објавени токму во последнава година по изборот на Груевски за премиер. Тој не спомена ниту еден од овие извештаи, а причината е едноставна. Не постои извештај од релевантен меѓународен институт каде Македонија не бележи пат во слободата, демократијата и човековите права, а посебен акцент во сите извештаи е ставен на злоупотребата на државните органи и судството од страна на владата, во пресметка со политичките неистомисленици и критички настроените медиуми. Ви благодарам. Се извинувам, не ве слушнав. Остануваме доследни на нашиот став. Ние сме отворени, Социјалдемократскиот сојуз и досега и во иднина до крајот, до изборите следната година 2013 е отворен за соработка со сите политички субјекти.
Сите оние кои имаат опозицијска матрица, оние кои размислуваат и сакаат да стават крај на погубните политики на Груевски. Секој оној кој се бори против овие политики, особено во сферата на демократијата, слободата и човековите права, како и во економско-социјалната сфера, секој опозицијски политички субјект е добредојден во заедничка формална или неформална соработка кон запирање на овие погубни политики на Груевски. Ви благодарам.